Зборуваме на тема спорт, зборуваме на тема ракомет и како да вложуваме во младите категории. Мој денешен соговорник Горан Ѓорѓоновски. Добро утро, Горан, како си утрава? Добро утро, добар, супер. Благодарам на поканата. Петта сезона на проектот Ракомет за секое дете. Така е. Од септември 2021 година, значи еве ова е петта сезона која што ја почнуваме, да кажам четврти роден ден ќе славиме наскоро на наш карактеристичен начин. Се обидуваме 4 години, еве петта година да децата во Скопје и во Велес кај што сме присутни да ги внесеме во сала и да ги задржиме таму колку што можеме подолго, нормално, тие што ќе имаат афинитет, тие што ќе имаат интерес. Така да покрај тоа што ќе кажеме и после покрај тоа што имаме тренинзи на неколку локации во Скопје и во Велес, организираме и турнири, имаме и камп, се со цел да го затвориме тој проект кој што треба на овие деца да им даде некои насоки, да им развие некоја моторички способности, да им развие некои физички предиспозиции, да бидат среќни, исполнети, јас викам повеќе се исполнети него среќни во средината кај што се наоѓаат, да се дружат, да се социализираат, да се надпреваруваат. А дел од нив нормално ако имаат талент, ако имаат амбиција, ако имаат фокус, утре ќе продолжат да играат ракомет, но тоа не е нашата доминантна цел, не е главна цел, дали тие ќе играат сениорски ракомет, дали ќе играат, ние знаеме да кажеме сериозен ракомет. Нашата цел е поголем број на деца да влезат во системот и да излезат како некои личности кои што имаат некакви вредности во однос. И да го засакаат спортот и ракометот. Паралелно започнавте и кампања, дали е некој за ракомет? Да, оваа година во насока на што повеќе запознавање на децата со ракометот, кој што од една страна е најпопуларен спорт во држава, можам да кажам, или еден од попопуларните, или има најголеми успеси, така може подобро да кажеме, има најголеми успеси изминативе 15 на години. Од друга страна, парадоксално е што децата, барем од она што јас го имам како информација, а имам доста информации, многу малку се запознаени за ракометот како спорт, многу малку го следат, за разлика од фудбалот кој што е цело време ни е пред нос, фудбалот од Англија, од Германија, и за кој знаеме сите играчи, во ракометот не е таков случај. Еве можам да кажам една дигресија, и сега кога имавме настан во градски парк, дури и родителите не гледа на еден чуден начин што прават сега луѓето тука, ракомет ги тераат децата да тренираат, не е тоа шутирање со нога. Значи тоа јас го забележав и во еден следен период од еден час видов дека почна срамежливо да ги пуштаат децата да пробаат. Така да сакам да кажам дека кампањата е насочена да го доближиме ракометот, да им го ставиме пред нив, да го видат, да го спознаат, па кој сака од нив и да продолжи да тренира. Иначе самата кампања почна во градски парк во неделата. Имавме еден убав настан заедно со нашите пријатели. Продолжуваме утре во Кисела вода позади расадникот. Точната локација не знам да ја кажам како се вика, ама позади расадникот има едно портокалово игралиште кое што е, можеме да кажеме, адекватно за тоа. Правиме демо тренинг во еден дел од настанот, потоа децата им даваме да играат малку мини ракомет, да се забавуваат, и дел од нив што веќе знаат да се забавуваат, дел од нив да се запознаат и да видат, да пројават интерес. Пак ќе кажам, целта е да влезат во сала. Тоа не значи дека ќе останат таму. Тоа зависи и од нас, зависи од повеќе фактори, но шансата да им ја дадеме да го запознаат. Наскоро стартуваат и јуниор куп турнирите во мини ракомет. Која е функцијата на овие турнири? Ги спомнав јас на почетокот, значи самиот проект е составен од школи, јуниор куп турнири и ракометен камп кој се држува во Охрид. Турнирите имаат главна цел децата да се дружат прво, да се забавуваат, да провериме и да проверат родителите и самите деца, да видат до кај се во однос на другите дечиња од Велес и од различни населби од Скопје, затоа што турнирите се играат во 4 од најмали, мини ракомет 2 генерации, до веќе да кажам на
голем терен 40/20 кои што играат оние најголемите и кои што веќе се подготвуваат за да наредна година или две да одат во пионерски селекции. Обично се одржуваат во Јане Сандански во мала сала, одиме и во Велес со своја приказна, патуваме заедно со автобуси, децата заедно да се уште повеќе, уште подобро да се запознаат, што викам ја да се измешаат децата, да видат дека има различни деца, да го почитуваат тоа што некој е различен, резултатски императив немаме, надпреварувачки имаме, но резултатски немаме најдобар играч, немаме најдобар голман. Тоа не ни треба сега во ова фаза, немаме златни медали, немаме пехари. Сите деца се победници што останале до јуни тука. Не мора да останат во нашиот систем, нека останат во друг спорт, битно се тука до јуни. Така да, важно ни е да децата се надпреваруваат, родителите да ги видат зашто немаат многу можност во сала, салите се тие школските, некаде дозволуваме, некаде не дозволуваме. Не е препорачливо да бидат во сала, веќе кога се мена таа тема, да остават тренерите да бидат авторитет. Така да, тоа е многу битна тема на која што може да се зборува. Да, таа е друга тема, можеме да зборуваме друг пат за родителите, но и за тренерите, но и за клубовите како иницијатори на тие проблеми што ги создаваат подоцна родителите како луѓе кои што треба од една страна да бидат иницијатори и поддршка, а после нели се претвораат во јамка околу вратот на без разлика дали е талентиран или не талентиран. Дури и талентираните спортисти имаат проблем. Да ги оставиме да бидат деца пред се. Така, значи тоа е главната поента. Јас викам дека дури и кога ќе одат во селекција, до некоја кадетска селекција, тоа е над 16-17 години, до тогаш ние мора да ги оставиме да се играат. Иако ракометот и спортот и во подоцнежни години е еден спорт само, кој што Запад или Скандинавија така го разбира, но ние уште овде имаме некој догми, имаме некој табуа дека или е поковник или е покојник, и многу е опасно кога така се однесуваме со децата, затоа што возрастен човек и на друг начин ќе го изменаџира тоа. Но детето гледа во тоа, да кажам, начин на живот и тоа не е добро за нели психичкиот развој на детето. Така да тоа е, пак ќе кажам, друга тема. Она што можам да го кажам дека интересот кај нас во нашата школа, иако сме ние една од ретките во Скопје која што функционира, за жал или за среќа, значи е голем, е задоволителен, присутни сме, можат да не најдат преку социјални медиуми и преку вакви гостувања. И многу ни е нас важно, оној првиот контакт со родителот, кај што треба да го запознаеме, каде го остава детето, на кого го остава детето, кои се нашите планови, која е нашата мисија, да не ги носиме во заблуда, да ги од старт да им ги да речам прекинеме, да им ги оние прашања дали моево дете го бива, дали јас треба да вложам во моево дете, како да има избор дали да вложи или да не во своето дете, дали ќе биде Наумче или Кире или Филип или Столе. Значи тие работи од старт јас гледам како почетен контакт да ги отстранам. Така да се на се убава работа, убава приказна, се надеваме дека ќе продолжи. Да заокружиме дека сепак главната цел на сите овие настани, на сите овие тренинзи е децата да го засакаат не само ракометот, зборуваме постојано дека да го одберат спортот како можеби не како прва опција, еве нека биде втора, затоа што не смееме да го заборавиме образованието, затоа што тоа е сепак најбитно и дали се во сала, дали се на терен, нека бидат надвор, нека се дружат, нека се забавуваат. Прво тие се паралелни работи кои што одат паралелно. Значи не се работи кои што се косат и образованието и спортот, напротив, вие додавајќи спорт на образованието на детето му го ограничувате времето, енергијата која што има да ја канализира на некои работи на кои што постојано збориме дека не се добри. Така да самата припрема за тренинг, самиот тренинг, па потоа после тренингот му нава на детето една дисциплина. Така да од тој аспект. Иначе она што го кажавте која е, пак ќе кажам, поентата на сето ова, значи да децата ги ставиме во сала и да им дадеме некои навики и некои, како да кажам, некои насоки кои што ние мислиме дека се добри. Во школата работат тренери кои што се професори по физичка култура, значи тоа им е работа, по вокација се професори, работат со деца, многу поважно. И она што го спомнавте, ние како спорт, ја и тоа го потенцирам цело време на родителите.
Детето ќе дојде тука, ќе развие некои способности, дали се тоа моторички, дали друштвени, социјални. Тоа не значи дека ќе остане во нашиот спорт. И не мора да остане во нашиот спорт. Нека оди на друг спорт, но моторичките способности ќе ги понесе со него. Благодарам многу, имаме уште многу теми заедно со тебе. Благодарам уште еднаш, се гледаме повторно за некое време, се разбира, убава тема отворивме во некое наредно линковско Благодарим, вклучување. Ани, тука сме секогаш кога треба да разговараме за децата. Благодарам уште еднаш. Студио.